Во ова издание, председателот Џо Бајден потпиша 4 извршни наредби што Белата куќа ги оцени ќе ја зголемат расната рамноправност за американците кои се потценети и запоставени. Британија инсистира Брекзит ќе понуди економски можности надвор од ЕУ, но за бизнисите кои страдаат среде пандемија, трошоци, малку бенефиции. Shadow Health, виртуелна симулација за обука на сестри и здравствени професионалци. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Председателот Џо Бајден потпиша серија извршни наредби за подобрување на расната еднаквост во државата. Белата куќа објави дека Бајден со тоа го осудува расизмот, ксенофобијата во време на пандемија. Паци Видаку Свара има повеќе. Барањата за расна правда се во фокус на САД уште по смртта на Џорџ Флојд како последица на полициска бруталност минатиот мај. Нема да се заборави. Разбранува десетици милиони американци. Мислам дека тоа беше пресвртница во односот на државата кон расната правда. Председателот Џо Бајден потпиша 4 извршни наредби што Белата куќа вели дека ќе ја зголемат расната рамноправност за американците кои се потценети и запоставени. Овие не се лесни потези. Доказите се јасни. Инвестирање во рамноправност е добро за економскиот развој и за отворање работни места за сите американци. Бајден укина неколку одлуки на администрацијата на Трамп. Тој им нареди на агенциите да ги затврстат законите за антидискриминација за федерално домување и да се стави крај на користењето приватни затвори од страна на Уделот за правда, што активистите сметаат дека создава расна нееднаквост. И покрај тоа што затворањето на афроамериканци се намали изминативе години, стапката и натаму е 5 пати повисока од затварањето белци. Ако имате систем кој ги плаќа луѓето зависно од тоа колку лица ќе затворат, тогаш тие ќе сакаат да стават повеќе луѓе во затвор. Погрешен е пристапот во однос на тоа како да се обезбеди подобро општество, јавна безбедност и рехабилитација. Бајден исто така ја повтори заложбата на владата на САД да го подобри односот со 574 домородни племиња, признати од државата. Тој сака да се бори против дискриминацијата на американците со азиско потекло и од Пацифичките острови, што се интензивираше со почетокот на пандемијата. За луѓето кои личат на азијати, на кинези, се верува дека имаат вирус. Напорите на Бајден за рамноправност, фокусирајќи се на ресурси за потребите на малцинствата, се критикувани од конзервативците, кои велат дека вистинска еднаквост значи секому да му се дадат исти ресурси, независно за кого се работи. Дефиницијата за рамноправност кај левицата представува нееднаков третман за да може да се постигне рамноправност. Тоа не сме ние. Тоа е марксизам. Не им дозволуваме на луѓето да просперираат. Агендата на Бајден за расна еднаквост треба да се одолжи на оние кои му помогнаат да дојде во Белата куќа. Црните гласачи представуваа 11% од електоратот во 2020-та и над 90% од нив гласа за Бајден. Подржувачите на британското излегување од Европската Унија велат дека тоа отвара нови економски можности надвор од Унијата. Меѓутоа, многу бизниси негодуваат, велат дека имаат пореметувања и штета. Што значи тоа? Рибите играле голема улога во напорите што конечно доведоа до договорот за Брекзит во декември. Според тој договор, четвртина од правата за рибарење на европските бродови во британски води ќе бидат пренесени на британски бродови во текот на наредните 5 години. За некој во Корнвол, Јужна Англија, тоа не е доволно. Велат премиерот Борис Џонсон им ветил целосна контрола во британските води. Сега е полошо отколку пред Брекзит, зашто се е во договорот и нема да може да ги добиеме назад правата за рибарење. Борис сосема не продаде. Речиси половина од рибата уловена од британски бродови се извезува во Европската Унија. Трговија вредна 1,8 милиарди долари во 2019-та. Но Брекзит донесе гранична контрола, документација, застои и трошоци. Неколку извозни фирми организираа протест пред парламентот месецов. Живи школки имаат ракна употреба. Ако не се продадат, ќе бидат мртви. Ако владата не стори нешто, многу од овие бизниси се готови.
Владата инсистира дека проблемите ќе бидат испеглани. Teething problems, people not filling in the right forms or misunderstandings. Детски болести. Луѓето не попълнуваат формулари како што треба, има многу недоразбирање. Таму каде тие не се виновни, ќе ги компензираме. Но немојте да се сомневате дека има големи можности за рибарење низ цела Британија. Ќе имаат корист од нашето спектакуларно крајбрежје и морско богатство на Велика Британија. Но не се само рибите проблематични. Други сектори предупредуваат на сериозни пореметувања. Новите даночни правила наведоа некои европски трговци да престанат да продаваат на британски муштерии, додека некои фирми за доставување стока ги паузираа нивните операции преку каналот. Ако тркалата на се вртат, тие губат пари, а со тоа и ние. Супермаркетите во Северна Ирска видоа недостиг на стока заради дополнителни проверки на производите испратени од главното копно на Британија. И тоа ли се детски болести или неизбежни последици од британската одлука да се отцепи од Европската унија? Зависи од секторот, вели аналитичарот Рем Кортевек. Пренесувачите на стока сега се соочуваат со прашањето на групирање, зашто сега тие мора да потпишат формулари за секоја кутија чевли или за се што е во тој контейнер. Работите мора да бидат упростени. Не мислам дека тоа се детски болести. Работите се многу поструктурални, например во здравството, санитарната област и безбедноста на храната, например во извозот на риба, зашто тоа е последица од напуштање на единствениот пазар и сега има регулатор на граница. Британија инсистира дека Брекзит ќе понуди економски можности надвор од Европската унија. На незината стратегија и беше даден поттик со неодамнешното ветување на јапонскиот автопроизводител Nissan дека ќе продолжи со правење автомобили во Британија и дека ќе инвестира милиони долари за градење нова фабрика за правење батерии за електрични возила. Но за други бизнеси кои страдаат среде пандемијата, Брекзит досега донесе трошоци и малку бенефиции. За крај на News Flash, виртуелни пациенти ги заменуваат вистинските за да може студентите по медицина да се обучуваат и во време на пандемија. Еве како изгледа тоа. Do you ever get headaches? Тина Джонс е виртуелна пациентка и вие сте незината медицинска сестра. За да бидете добра медицинска сестра, треба да поставите добри прашања како во реалност. Треба да почнете конверзација. Девид Масијас објаснува. Shadow Health е виртуелна симулација за обука на сестри и здравствени професионалци. Shadow Health се подпира врз тоа што сестрите при обука им го кажуваат или им пишуваат на пациентите. Со разговор се проценува ефикасноста на студентот, прегледот на пациентот е преку разговор. Tell me more about your headaches. Најмоќно според мене е можноста да прашаш аватар, а тој да ви одговори. Лори Рилко обучува идни медицински сестри на Универзитетот Џорџ Вашингтон, вели дека Shadow Health обезбедува безбедна средина каде студентите се обучуваат и градат самодоверба. Тука добивате обука какви прашања да поставите и како да ги поставите, кои информации ќе бидат битни за поставување диагноза. Виртуелната симулација вклучува различни профили на пациенти со симптоми од реалниот живот. Тие може да го слушаат срцето, да ги прегледаат очите и ушите. Студентите учат како да водат разговор за чувствителни теми кога, например, има знаци на физичко насилство. Технологијата на Shadow Health им овозможува на студентите безбедно да продолжат со образованието во време на пандемија. Не стекнуваат само знаење по основни курсеви, туку исполнуваат и клинички број на часови за добивање диплома. Во време кога овој кадар е потребен повеќе од кога и да било, виртуелните симулации овозможуваат можност за обука. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку Twitter, Facebook, Instagram. Пријатна вечер. Се гледаме.